Почетокот на учебната година ни е во фокус, иако во посебни услови, стартот е на прак, секако дека ќе биде огромен предизвик за децата, но уште поголем за децата со попреченост. Мој денешен соговорник токму на оваа тема е дефектологот Елеонора Наумовска. Најпрво ќе ви се заблагодарам за денешното гостување во емисијата Добро утро секое утро на телевизија Алфа. Кажете ми, стартот на учебната година во едни поинакви услови предизвикани од пандемијата на COVID-19, што ќе значи за дечињата со попреченост? Значи вака, јас не гледам никаква промена реално, ниту од страна на образованието, ниту од страна на здравството. Сметав дека требаше да има некакви обуки за децата со посебни потреби, како да носат правилно маска и како да се држат на дистанца. Јас мислам дека ќе имаме малце потежок почеток на оваа учебна година, ама тоа е реално и за другите деца, не е само за тие дечиња, посебно за најмалите од третото одделение. Сега, според мене, освен тоа што требаше да се имат обуки, требаше реално да се размислува малце навреме за тоа на кој начин и на кој пристап ќе пристапиме. Прво требаше да направиме материјали за дечињата со посебни потреби. Реално едукацијата не е само академската вештина. Тоа што детето станува да оди во школа, стекнува вештини, стекнува дисциплина, стекнува правила, стекнува начини да она живота, она со тоа стекнува еден вид на структура на денот. Реално сум против онлайн настава, но сега здравието не е пред се, како и да е. Онлайн настава може, да, за некои деца може, но за некои деца стварно нема да успее таа онлайн настава. Затоа предлагам асистентите кои се на децата со посебни потреби да си бидат ово домот и така на еден вид да направат структура во нивниот дом како да се во школа. Што значи ваквиот начин на едукација за децата со попреченост? Реално ваквиот начин, прво не знам дали да го наречеме едукација, зашто кога почна кризава во март месец, добра да тогаш беше самиот почеток, па не знаевме кај сме, што сме. Реално немаше никакви материјали, па децата со посебни потреби малку беа трнати од тој образовен систем. Реално јас не гледав дека многу ќе се направи, не ни гледав очекувања во тоа, малце бев скептик, но барем пратев да си гледам дали на моето дете, што јас бев асистент, некој ќе ми прати материјали за да јас можам нив да ги концептуализирам и да му ги пратам на моето дете. Но за жал наставничките не беа нешто многу ангажирани. Се не знам како течело во другите школи, јас зборувам лично за моето дете што јас го работав. Но слушав и од другите асистенти дека малце децата беа трнати. Прво некои дечиња немаја компјутер, па некои се прилично брзи, што не можат да ја следат таа настава. Потоа ние правевме самите материјали од тоа што имавме, па реално самиот родител не може да е и наставник и да е терапевт. Родител се знае, родител е родител. Сега, од кога веќе ги затворија и центрите за каде дечињата одат на рехабилитација и третман, добивме регрес на целата работа, односно оно што си го работа, веќе пак сме назад, пак сме од нула, па сега пак сме нула и пак тераме на еден. Малце реално е тешко, самиот процес тој што се случи, реално тоа е во цел свет и препоставувам дека и во другите држави се случува нешто слично, но за децата со посебни потреби гледам во некои држави дека прават посебни начини за како да се едуцираат, за да има слична едукација како другите деца со типичен развој. Дали сега во овие услови имате ли најава за дополнителни програми кои што се изготвени и ви се испратени и ви се олеснати условите за работа за стартот на оваа учебна година? Не, реално јас ништо не сум добила и материјал немаме никаков. Да, стварно сме век кој има различни начини и различни видови како да се направи тој цел образовен процес, бареме да децата со посебни потреби. Моментално немаме ништо. Немаме на располагање ништо, ниту како асистенти, ниту како дефектолози. Јас не сум дефектолог во школа, јас сум само асистент, но можам да кажам дека немаме никаков материјал, пошто сега ево со самиот развој на технологијата почнаа да имаме различни видови на компјутери, посебно направени за дечиња со посебни потреби, што реално не се многу скапи да се набават, но ево
не се набавуваат и ние сме реално пак на почеток, пак со листови, со хартија, немаме ниту кредички во боја, така да ние немаме основни работи за работа, не па да зборувам за нешто што се случува во другите држави. Мислам дека многу ќе е тежок овој почеток на учебна година, како и да е на децата со посебни потреби, секако им се тешки тие почетоци на самата учебна година, а ова е нешто апстрактно што ни се случува и за некои деца таа апстрактна појава многу е тешко да се објасни. Така да мислам дека е грешка од самото Министерство за образование, морам да го кажам тоа, што не направи некако вид на обука за тие дечиња, родителите, наставниците, асистентите да се обучат за како да се справат со овој вид на криза, пошто кризата е тука, нема да се трни реално, може да ќе си трае 8 години. За носењето на маска да имаме дечиња што имаат астма и други болести и други пореметувања, други нарушувања. Така да мислам дека маската на почетокот со некои дечиња ќе ни е многу тешка за да ја ставиме додека се научиме на тој принцип. Па се надевам дека училиштата да имаат направено некако вид на простории каде што ќе можеме да ги едуцираме децата дека тоа е нормална појава, дека тоа мора да го носи за да се спасиме и ние и тоа самото. Дали во државава има доволно дефектолози и асистенти кои што ќе успеат да им го олеснат образовниот процес на дечињата со попреченост и како вие успевате да го сработите и да им посветите доволно внимание на децата, поготово во овакви услови на пандемија? Дефектолози има доволно реално. Дури повеќето не се ниту во работен однос, асистенти нема и со право нема. Никој нема да одразработи за тие пари и тие пари на крај да ти каснат по 2-3 месеци. Јас тоа јавно ќе го кажам, значи мора малце да се земат обзир асистентите, затоа што се битна алка во самиот образовен процес. Барем нека течи некој стаж, зашто асистентот сега да има нов договор во случај на виша сила, самите општини нема да ти плаќаат никаков износ, што реално според правото, според нашето право и според нашиот устав, тоа не ни постои, него треба барем пола од таа сума на пари да те плаќаат. Сега нормално да немат асистенти, зашто нашата работа е тешка. Реално асистент е правилно јас да асистирам на самиот наставник. Не, ние сме и дефектолози, и педагози, и психолози, и родители, и учителките. Ние сме се. Значи, ние сме се. А како дефектолог, како се справуваме? Да, реално малце е тешко со визери и со маска, зашто за самиот... Прво, нашата работа е комплексна. Когато офаќа целото тело во суштина. Детето треба да те гледа како зборуваш, како гледаш, како да имитираш, за да она почне да ги прави тие движења. Но за жал сега тоа немаме право да го правиме, нормално за самата заштита и лична твоја и за детето. Па се трудиме на различни начини, пак тие некои делови што се битни за развој, да ги земиме во обзир, ама на други вежбички. Да, е малце тешко, е малце покомплицирано, ама добро е. За сега добро оди, мислам дека тоа и кај другите дефектолози да се случи. За жал се најавува дека бројката на заболени ќе достигне значителен пораст, особено во текот на зимските месеци, па со тоа можно е и повторно затворање на области и ограничување на движењето. Кажете ми како дечињата го поминуваа овој период кога им беше измената нивната секојдневна рутина за време на полицискиот час и што доколку тоа повторно се случи? Па реално на почетокот малце беше тешко, да, пошто пак да кажам, ова е апстрактна појава и некојаш тие апстрактни појави тешко е да се да објаснат, пошто не се гледа, не е пред нас, не можеме да го видиме вирусот. На почетокот беше тешко, па читав статии дека некој да одобива страшни напади од децата, некој прилично добро се навикнува, тие што живеа во куќи реално им беше полесно него тие што живеа во станови, но нели владата доведе одлука дека децата може да одат надвор било кој период од денот, па тоа малце им се врати тој тек на рутина. Да, добивме регрес, многу добивме регрес, реално се она што сме го стекнале во тие 6 месеци, пак ќе кажам, ние се вративме назад. Сега, во случај, ако пак се случува
карантин и такви работи. Јас сум да нема карантин, барем децата да можат да одат во тие рехабилитациони центри каде што си тера нивната рехабилитација. Да немаме да стагнација пак назад да се вратиме, па да правиме пак регрес и тој регрес да ни доведе до другите оштетувања, па да имаме по-комплицирана работа. Јас сум за тоа центрите да си останат за децата со посебни потреби, логопеди, дефектолози да си се во функција, затоа што стварно е битно. Тие 45 минути се случува таму во тој центар се стварно битни. Па мислам дека владата можда ќе ги разгледа тие прашања за децата со посебни потреби, зашто стварно е тешко цело време да си дома. Реално тоа тешко е за нас, што реално ето ние ги свативме некои поими, а не па за детенце што не може да го разбери тој поим како поим, што се случува надвор, зашто носат луѓето маски. И на тој начин јас мислам дека центрите треба да си останат во функција, да нема карантини. Мислам ова го правам за деца со посебни потреби, другото си е на владата ради тоа да немаме регрес, пошто да ова може да си трае цел живот. Така да ние мора да ги напреднуваме тие дечиња, мора да ги учиме дека ова постои, дека мора да се навикнуваме на тоа на таков начин ако сме оддалечени. Малце ќе е тешко пошто родителите не се терапевти. Јас ќе ви се заблагодарам за денешното гостување во емисијата Добро утро секое утро на телевизија Алфа и ќе ви посакам успешна работа и понатака.